Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, добре дојдовте на уште едно проучување на Библијата. Денес ќе продолжиме со обработка на глава 6 од книгата Излез. Минатиот пат размислувавме за пресметката помеѓу Господ Бог и боговите кои се почитуваа во Египет. Кога Мојсей и Арон отидоа кај фараонот да се застапуваат за народот и кога побараа да ги пушти израелците да му принесат жртва на Бог во пустината, фараонот им го одби барањето. Неговиот одговор гласеше: "Не знам кој е тој Господ, и бидејќи не го познавам, нема да ги пуштам израелците да одат." Не само тоа, туку и рече: "Ќе им ја зголемам работата." И така нема да имаат слободно време да размислуваат за вакви нешта. Па така, тој им заповеда на надгледниците да ја зголемат работата на израелците. Израелците му се пожалија на Мојсей за тоа, а Мојсей му се пожали на Господ. Господ дава одговор на жалбата на Мојсей. Господ прво сакаше да му даде на Мојсей одредена сигурност во однос на кој е тој и што планира да направи. Токму затоа, покрај другото, Бог му кажа: "Јас сум Бог на Авраам, Исак и Јаков." Односно сакаше да го потсети дека ќе ги исполни ветувањата кои им ги даде на нивните предци. Израелскиот народ имаше богата историја со Бог и нивното минато јасно сведочеше дека Бог е на нивна страна, дека ги сака и им помага. Сосема истото можеме да го кажеме и ние денес. Нашето минато сведочи дека Бог се грижи за нас и не сака. Ако некогаш се сомневате во оваа вистина, сакам да ве потсетам на тоа што апостолот Павле го пишува во Филипјаните 1:6. Оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Токму затоа е важна историјата, бидејќи ни сведочи за Божјата верност. Бог му рече на Мојсей: "Јас сум Бог на Авраам, Исак и Јаков. Знам за маката на израелците и ќе ги избавам." Бог ги знае и вашите потреби и ќе ви помогне. Потоа, Бог му кажа на Мојсей што ќе направи за израелците и на некој начин му даде 7 ветувања. Ќе почнам со читање од 6 стих. Сакам да обрнете особено внимание на овие стихови, бидејќи ќе бидат основата за тоа што ќе го кажам во следните неколку минути. Затоа појди и кажи им на синовите на Израел велејки: "Јас сум Господ, ќе ве изведам од египетското робство, ќе ве избавам од насилството нивно, ќе ве спасам со силна рака и со строга казна, ќе ве земам за свој народ и ќе ви бидам Бог, па ќе познаете дека јас сум Господ, Бог ваш, кој ќе ве изведе од египетското робство. И ќе ве воведам во онаа земја, за која кренав рака и се заколнав дека ќе му ја дадам на Авраам, на Исак и на Јаков, и ќе ви ја дадам вам во наследство. Јас сум Господ." Не знам дали забележавте, но во овие стихови се спомнуваат 7 ветувања, 7 изјави во кои Бог вели: "Јас ке." Прво, Бог им го даде следното ветување на израелците: "Ке ве изведам од египетското робство." Во овие стихови има одредена паралела на избавувањето од гревот кое ни е достапно на сите нас. Како што Бог ги избави израелците од робството во Египет, така на секој од нас му се нуди избавување од робството на гревот. Потоа, Бог им рече: "Ке ве избавам од насилството нивно." Бог ја има силата да ве избави од насилството на гревот. Низ годините имам примено многу пораки во кои луѓето ми кажуваат колку им значат овие библиски проучувања. Голем број од нив ми велат дека како резултат на овие библиски проучувања, тие му го предале животот на Господ Исус Христос и живеат слободни од силата и последиците на гревот. За мене, тоа се едни од најубавите вести кои ги имам добиено во животот. Да ви прочитам едно од тие пораки. Нема да ви кажам од кого доаѓа, бидејќи сметам дека воопшто не е важно во моментот. Станува збор за личност со која веќе некое време сум во контакт и навистина сакам да имав прилика да разговарам со него во живо. Неговиот живот е добар доказ за промената која Бог може да ја направи. Тој е многу интелигентен млад човек, кој долги години живеел во грев. Ако добро се сеќавам, мислам дека има околу 5 или 6 вомбрачни деца, и тоа од неколку жени. Постојано влегувал во нови љубовни афери и живеел промискуитетно. Згора на се, и неговиот професионален живот воопшто не бил на место. Се запишал на богословски факултет и сакал да стане свештеник,
Додека бил на факултет, се заљубил во девојка која сакала да биде чесна сестра. Имал љубавна афера и со неа и не се сеќавам дали стапиле во брак. Но не застанал таму. По некое време имал љубавна афера со некоја од неговите подалечни братучетки. Како што можете да забележите од тоа што ви го кажувам, овој човек постојано грешел и не знаел кога да престане. По Божја милост, дошол момент во неговиот живот кога се запознал со побожен свештеник и почнале често да се дружат. Со тек на време зборовите на другиот свештеник почнале се посилно и посилно да го допираат неговото срце. И самиот ми кажа дека во тој период чувствувал како темнината во него си заминува и наместо неа како да влегува Божјата светлина. Тој сега радосно сведочи велејки: му верувам и му припаѓам на Господ Исус. Се оженил со последната девојка со која имал љубовна афера и сега таа е негова сопруга. Свесен е дека живеел многу грешен живот и секогаш кога гревовите од минатото му натежнуваат на совеста, тој се потсетува на реалноста дека Бог му прости и го ослободи од казната за гревот. Кога го прочитав неговото сведоштво, бев длабоко допрен и благодарен на Бог што направил таква промена во животот на овој млад човек. Господ може да го направи истото и со вас. Без разлика какви гревови сте направиле, Бог сака и може да ви ги прости и да ви даде сосема нов почеток. Додека израелците беа во Египет, тие беа обременети од работните обврски кои им беа дадени. Затоа Бог им рече: ќе ве изведам од тука, ќе ве ослободам од товарот кој го носите. Тој вети дека ќе ги спаси со силна рака, но и со строга казна. Ако се наоѓате во некоја тешка состојба во животот, ако ги трпите последиците на вашите гревови и погрешни одлуки, сакам да знаете дека Бог ви ветува: ќе ве изведам од тука. Бог ќе има силата да го промени вашиот живот. Побарајте го тоа од Него. Гревот е реален и не треба да го занемаруваме. Гревот е бунт против Бог и сите ние сме виновни за тоа. Токму затоа Библијата вели дека имаме потреба од Спасител. Господ Исус Христос е нашиот Спасител кој умре на крстот и плати за казната за нашите гревови. Тој ве сакаше толку многу што умре за вас. Единствениот начин на кој можете да го добиете спасението е ако признаете дека сте грешни и дека имате потреба од Него. Како што израелците признаа дека бремето во Египет им е тешко, така и вие треба да признаете дека имате бреме кое се нарекува грев. Ке ве земам за свој народ, им рече Господ на израелците. Тоа беше третото ветување. Секој кој верува во Исус Христос станува дел од Божиот народ. Потоа, четврто, Бог рече: и ќе бидам ваш Бог. Бог не избавува од гревот за да не остави сами, туку доаѓа во нашите животи и сосема ги менува. Тој вели: јас ќе бидам ваш Бог. Токму затоа е невозможно некој да рече дека е спасен од гревот, а сепак да живее без Божјо водство и да не се подчинува на Божјиот авторитет. Не можете да бидете спасени, а да живеете како Бог воопшто да не постои. Секој кој вели дека верува во Исус, а не живее согласно зборовите на Исус, е лажго. Таквите луѓе имале некое духовно или религиозно искуство. И не знам зашто станува збор, но сигурно не е спасение. Секој кој го доживеал спасението, ја доживеал и Божјата сила која менува. Тоа требаше да го сватат израелците, дека Бог ќе ги избави од власта на фараонот, но и дека тој ќе биде нивниот авторитет и нивниот господар. Петтото ветување е слично на едно од претходните и гласи, кој ќе ве извади од египетското робство. Бог ги избави израелците од страдањето во Египет, но тоа не беше крајот, бидејќи неговата цел беше да ги воведе во ветената земја. Токму на таа тема се однесува следното, шесто ветување. Божјата волја не беше само да ги избави израелците од нешто, туку и да бидат слободни за нешто, односно за да влезат во ветената земја. Предпоследното ветување во овие стихови е: и ќе ве воведам во онаа земја за која кренав рака и се заколнав дека ќе му ја дадам на Авраам, на Исак и на Јаков. Божјата волја за нашите животи не е само да не избави од силата на гревот, туку да не ослободи да живееме во силата на праведноста и да го наследиме вечниот живот. Во стих 8 Бог вели: и ќе ви ја дадам вам во наследство. Јас сум Господ. За нас денес наследството се сите духовни благослови
кои ни се достапни поради тоа што го поседуваме спасението. Во посланието на Римјаните 5:1 апостолот Павле пишува дека поради оправданието по вера, христијаните имаат мир со Бог преку Господ Исус Христос. Верата ни дава пристап до Бог и сите негови благослови. Верата ни дава радост во време на неволја. Светиот Дух кој е во нас е извор на Божјата љубов во нас. Многу е важно да сфатиме дека спасението за кое читаме во Библијата не се однесува само на иднината, туку и во сегашноста можеме да уживаме во голем број духовни благослови. Забележете што пишува во стих 9. Мојсей им го кажа тоа на синовите на Израел, но тие не го послушаа Мојсей од малодушност поради тешкото робство. Кога израелците слушнаа што им кажа Мојсей, тие не му поверуваа, бидејќи искуството им кажуваше дека неговите совети некогаш водат кон неволја. Стихови 10 до 13. Тогаш Господ пак му рече на Мојсей велејки: влези, кажи му на фараонот царот египетски да ги пушти израелските синови од земјата своја. А Мојсей проговори пред Господ и рече: ете, синовите на Израел не ме послушаа. А како ќе ме послуша фараонот? А освен тоа, јас сум спор во зборувањето. Но Господ им зборуваше на Мојсей и на Арон и им ги кажуваше своите заповеди кон синовите на Израел и кон фараонот, царот египетски, за да ги пушти синовите израелски од земјата египетска. Со други зборови, не го прифатија. Не само фараонот, туку и израелците не сакаа да знаат што има Мојсей да каже. И покрај се, тие околности не беа причина за Мојсей да се откаже од повикот кој Бог му го даде. Во стиховите кои ги читавме пишува дека сепак отиде кај фараонот и побара да ги пушти израелците. Делумно родословие на Израел. Во следните стихови пишува нешто кое за мене лично е навистина чудно. Среде сите овие околности, Мојсей пишува за родословието на израелските племиња. Иако овие информации не се од исклучителна важност за нас денес, мораме да имаме на ум дека на израелците во тоа време им биле многу значајни. Ова се старешините на нивните поколенија. Синовите на Рувим, првородениот син Израелов, Ханох и Палу, Есром и Карми. Тоа се семејствата Рувимови. А синовите Симеонови се Јемуел, Јамин, Оад, Јахин, Сигур и Саул, син на една ханаанка. Немам намера детално да ги коментирам овие стихови, бидејќи станува збор за список на имиња кои не се важни за нас денес. Ке бидам искрен и ќе кажам дека на моменти читањето на овие имиња ми е малку досадно. Но тоа не значи дека не се важни само затоа што мене ми се досадни. Овие имиња имаат одредена важност за историјата на израелскиот народ. Забележете што е запишано во стих 16. А еве ги имињата на синовите Левиеви, според родовите нивни: Гирсон, Каат и Мерари. А Леви поживеа 137 години. Синови пак Гирсонови беа Ливни и Семеј со семејствата нивни. Гирсон, Каат и Мерари се тројцата синови на Леви, кои беа одговорни за носењето на шаторот низ пустината. Ако денес прашате некој од израелците од кое племе потекнуваат, чисто се сомневам дека некој од нив би знаел да ви даде одговор. Но во времето на Мојсей овие информации беа многу важни. Во стих 18 се спомнати и синовите на Каат. Синовите Каатови: Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил. А годините на Каатовиот живот беа 133. Амрам е всушност името на таткото на Мојсей. Слушнете што пишува во стих 20. Амрам се ожени со Јохаведа, тетката своја, и таа му ги роди Арон и Мојсей. Амрам поживеа 137 години. Пред некое време некој ми го постави следното прашање. Ако Арон му е брат на Мојсей, зошто Арон можеше да порасне со семејството, а мајка им мораше да го стави Мојсей во кошница и да го пушти низ реката? Поентата е дека Арон беше постар од Мојсей. И кога Арон растеше, израелците се уште не се намножуваа како во времето на Мојсей и фараонот не ги гледаше како опасност. Во следните стихови има неколку родословија кои не се важни за денешното проучување. Ке ги прескокнам и ќе продолжам со читање од стих 26. А Арон и Мојсей, тоа се оние на кои Господ им рече да ги изведат синовите израелски од земјата египетска, подредени во дружини. Овие се оние
кои му зборуваа на фараонот, царот египетски, за да ги пушти синовите на Израел од земјата египетска. Тоа се Мојсей и Арон. Со други зборови, и фараонот и израелците ја имаа можноста преку Мојсей да слушнат што Бог сака да им каже. Но како што видовте досега, не ја прифатија неговата порака. Мојсей беше навистина обесхрабрен во врска со тоа. Токму затоа, Бог повторно му кажа кои се неговите планови и го охрабри да продолжи да верува и да не се откажува од мисијата која му е дадена. Оваа книга е напишана од страна на Мојсей и самиот тој им дава до знаење на читателите дека потеклото на неговото семејство е од племето на Леви. Може би некои од луѓето се прашувале кои се воопшто Мојсей и Арон и кој им ја дал позицијата да бидат водачи на народот. Некои од нив може би си рекле, овој Мојсей бил во дворот на фараонот 40 години. Потоа избегал и живеел во Мидијанската земја 40 години. Кој му го дал правото да се постави како водач над народот? Преку овие стихови, Мојсей сака да докаже дека потекнува од племето на Леви и токму затоа се квалификува да биде духовен водач на народот. Обнова на повикот на Мојсей. Врз основа на сето ова, Бог ќе го обнови повикот на Мојсей и Арон. Стихови 28 и 29. Во оној ден, кога Господ му говореше на Мојсей во земјата египетска, му рече Господ на Мојсей велејки: Јас сум Господ. Кажи му го на фараонот, царот египетски, се она што јас ти го велам. А Мојсей рече пред Господ: Еве, недобро речив сум, па како ќе ме послуша фараонот? Забележете дека Мојсей повторно дава изговори. Се разбира, задачата која Бог му ја даде воопшто не беше едноставна. Особено зашто никој не ја прифати неговата порака. Тој беше свесен дека потекнува од народот на кој Бог му ја вети земјата, но исто така знаеше дека ниту фараонот, ниту израелците не сакаа да го слушаат. Затоа даде изговор, надевајќи се дека тоа ќе биде причина Бог да најде некој друг наместо него. Глава 7. Бог го потврдува повикот на Мојсей. Слушнете што му рече Бог на Мојсей по овие настани. Ке го прочитам првиот стих, во кој е запишан дел од нивниот разговор. И Господ му рече на Мојсей: Ете, јас те поставив да му бидеш Бог на фараонот, а Арон, братот твој, ќе ти биде пророк. Тоа значи дека Арон ќе зборува наместо Мојсей. Сетете се како Мојсей се жалеше дека не е доволно речит. Во стихот кој го прочитав се наоѓа една од најдобрите дефиниции за пророк. Бог многу добро објаснува која е службата на пророкот. Пророците беа луѓе кои зборуваа во нечие име, така што Арон беше пророкот на Мојсей, кој требаше да зборува пред фараонот во негово име. Токму тоа го правеа сите пророци за кои читаме во Стариот Завет. Му зборуваа на народот во името на Бог. Пророкот е човек кој добил порака од Бог и има за цел да ја пренесе на народот. Како таков, тој е сосема различен од свештеникот, чија цел е да го представи народот пред Бог. Пророкот доаѓа кај луѓето во името на Бог, а свештеникот доаѓа кај Бог во името на луѓето. Пророкот не може да биде представник на луѓето, а свештеникот не може да биде представник на Бог. Арон доби задача да биде представник на Мојсей пред фараонот, а Мојсей беше представник на луѓето пред Бог и представник на Бог пред луѓето. Тоа е многу важно да го имаме на ум во однос на овие стихови. Доаѓаме до заклучокот на овој конкретен период. Во следното проучување ќе читаме и размислуваме за моментот кога Мојсей и Арон повторно се појавија пред фараонот со порака слична на претходните. Се надевам дека ќе ни се придружите и следниот пат. До тогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна
ttb.twr.org.